У ранецот моје, брат, у мојот ранец. Да не падне го став. Поблиску дори да ти има и тебе, ваму у средина, кај си се фиксал там. Тука, добар си тука. Не, бегај малце понаве. Дајте простор, дајте му некако има че. Повелете. Во петокот на 16 ноември најавивме протестен марш, синдикален од страна на Гранскиот независен синдикат на полицијата за денес. Сето она што временски се случи во Република Македонија во текот на минатата ден и нокта, беше основа да мораме хитно и неодложно да она што имаме испланирано со моторни возила од цела Република Македонија да бидат присутни денеска на протестот, тоа да го направиме вака на овој начин, не да го импровизираме, туку да направиме она што беше минимално потребно да упатиме апел до владата на Република Македонија и исклучиво пред заhtевите на одредени синдикални структури кои се денеска присутни одека е основата да ние као Грански независен синдикат порачаме до премиерот на владата на Република Македонија кој во текот на минатата недела изготвувајќи одлука и доставувајќи ја до Собранието на Република Македонија за подготовка и изработка на предлог буџет за 2019 година да биде практично наша денешна основна цел и определба излегувајќи пред медиумите да пренесеме тоа што мора да го слушне јавност. Она што го процениме во Гранскиот независен синдикат на полицијата е след. За сите вработени во Министерството за внатрешни работи, за шумска полиција, затворска полиција и судска полиција, бараме да бројот и процентот од 5% кој е предвиден согласно предлогот на владата за покачување во 2019 биде коригиран со уште дополнителни 5% кој ќе отпочне од 1 јануари 2019 година. Како што тоа го стори владата према медицинските сестри и им го удоволи врз база на нивни преговори, разговори и договори во текот на минатата недела, ние покрај другото, денешниот протест и денешниот протестен марш, само во интерес на граѓаните, да не ствараме рево, бидејќи хаосот и паниката што е на сите влезови на градот Скопје, гледајќи го од рано изутрина и огромниот метеж кој се створи во Република Македонија беше и основа да не сакаме дополнително да му правиме притисок на македонските граѓани кои од сите градови од Републиката доаѓаат по разни основи во градот Скопје. Така да, му порачуваме на премиерот на Република Македонија ова да го земе во предвид како наше добра волја, добра желба и основа да во наредните 2-3 дена кои ги има како временски период за да достави одредени корекции до Собранието, да ги земе во предвид нашите препораки, нашите заложби, нашите барања, а и на писмено, се тоа што го говорам, ќе оди као предлог до владата и до Собранието, се со цел на вистина да имаме корекција и минимално 10% на плата на категориите кои ги напомену. Покрај останатото, ќе посочам дека буџетот на Република Македонија мора да биде скроен врз база на предложените колективни договори кои се доставени од страна на Гранскиот независен синдикат, а се однесуваат за шумската и за затворската полиција, овластувањето кое треба шумската и затворската полиција да го отпочне со примање во 2019 година мора да биде со нов скроен буџет и 2019 да отпочнеме со едно нормално функционирање, да ги заборавиме тужбите кои до сега беа пракса во овие две министерства и да еднашка ставиме крај на се она што се викаше небулоза за она што во Република Македонија полицајците тужа по разноразни основи. Вака се.
Тоа што е најавено 5% за во декември месец е проценти кои ќе бидат добиени од страна на бодови од 520 со основица, и тоа се полициски службеници кои се практично помлади полицајци, се на најниско ниво на делот на примање на плата во Министерството, и тоа е категорија која е само дел од Министерството за внатрешни работи. Независниот синдикат на полицијата говори за сите вработени во полицијата да добијат 5 плюс 5%, а не само одредени категории, да се прави раздор и да во МВР, како и вие се новинарите, така и ние, не знаеме кои од прилика категории ќе бидат покриени со одредени проценти. Така да, Министерството за внатрешни работи, учувајќи го тука и премиерот на владата, мора да одвои парични средства кои ќе биде за сите вработени во Министерството за внатрешни работи. И тука не смеме да имаме ние поделба и подвојување по основ на бодови, по основ на работни мести, не знам по какви све основи ќе се случи во наредниот период, да се даваат одредени покачувања, а останати вработени само ќе го гледаме сето тоа што се случува во Република Македонија, а пари. Значи нема да имаме пред влада.